Време е за гости. Со нашата колешка Оливера веќе пристигна и првата утринска гостинка со која имаат многу инспиративна тема, нешто што и тоа како многу ни е потребно, а како што констатиравме и ова утро и многу утра претходно, животот е процес во кој доживотно учиме и осознаваме многу нови вештини како да си го направиме поубав и поквалитетен животот. Добро утро, Фросина. Добро утро. Драго ми е што имате една ваква интересна тема која што сум сигурна дека ќе го задржи вниманието. Ќе биде интересно, ќе дадеме примери на колку луѓе е помогнато со овие техники, како да се применуваат и кој се може да ги примени. Така, повелете. Благодарам. Добро утро, Фросе, и добре дојде во студиото на Алфа телевизија. Имаме многу да кажеме. Благодарам на поканата. Така, реики мајстор и учител. Така, да. Тоа е твојата првична професија, а во последниве месеци карунаки и... Карунаки, акаша записи, последниве години почнав со реики. Реикито, барем за мене, е основата во енергетската работа. Јас секогаш кажувам дека тоа е азбуката која што мора да ја научиме, се почнува со реики, а потоа нели кој се напредува во други нива. Да, Што всушност значи зборот реики, од каде потекнува и ние сме сите енергија, се околу нас е енергија, човекот е енергија. Точно, и тоа е всушност умешност да ја користиме енергијата. И да си помогнеме. Така, да, реики е еден вид на уметност и умешност, енергетска пракса, тоа е стара јапонска енергетска пракса, која што се користела во стара Јапонија, меѓутоа била подзаборавена. Реи на јапонски значи божествен, тоа е основното значење, а ки значи енергија. Односно ки е космичката енергија која што всушност се користи во оваа енергетска пракса. Била достапна само за кралскиот двор и за благородниците. Меѓутоа Усуи Микао, мајсторот на реики кој што оваа техника ја вратил во живот, кој што живеел во 19 век и почетокот на 20 век, ја оживеал повторно оваа техника и ја направил достапна за пошироките народни маси, односно реики денеска масовно се користи во светот без разлика на ја користат луѓе без оглед на вероисповед, националност, затоа што тоа е, како што кажа и Тиоли, тоа е космичката енергија од која што сите нели сме составени. Ние луѓето, сите живи битија, сите предмети околу нас, само што еве во оваа 3D димензија тука каде што ние живееме, ја доживуваме бидејќи е многу густа, ја доживуваме како нешто материјално. Така, може би, ете вие што ја работите таа енергија, повеќе сте запознаени, тоа е нормално. Меѓутоа, како обичниот граѓанин да знае за што се може да му користи таа реики? Какви луѓе доаѓаат, кои луѓе со какви проблеми? Така, значи реики е енергија која што се користи во сите аспекти во секојдневниот живот. Ја користиме за да си помогнеме себе си и да помогнеме на другите. Се користи за пред се релаксација на телото, на организмот, подигнување на вибрацијата на енергијата, се користи за во моментов третираш очигледно. Да, вака изгледа. Да. Ова е начинот, значи се канализира космичката енергија преку седмата крунската чакра и преку чакрите кои што сите ги имаме на нашите дланки, се предава енергијата на клиентот. Тоа се позиции на физичкото тело каде што има потреба се прави така наречено енергетско скенирање, каде што се утврдува тие суптилни промени. Твоја алатка се рацете? Да, да.
Дали кога ќе дојде човекот, не можам да го наречам пациент, бидејќи не се така, да, не ги нарекувам луѓе и слично, тоа така, се луѓе на кои што им треба помош во смисла патна енергија, поддршка. Така, често луѓето Ги чувствуваш кога се на каква вибрација се, што им фали, што им недостига? Така, да, го чувствувам нивното енергетско поле, меѓутоа нели во разговор доаѓаме до заклучоци што нив им треба, затоа што често се случува да кажат, па јас имам некаков проблем, нешто сум заглавен во разни ситуации, ама не знам што конкретно ми е и што ме мачи. Не можат сами да дефинираат, затоа што ние не сме само во физичко тело, ние имаме 4 тела. Тоа е физичкото, менталното, емоционалното и духовното тело. Што се исто така важни како и физичкото тело. Апсолутно. Физичкото тело, да речеме, последната дестинација која што си го зима данокот од тие некои емотивни проблеми, ментални, така што работиме на тоа емотивно, ментално, духовно тело, работиме, значи реiki се користи за подигнување на енергијата, се користи за остварување на цели во животот, а за освестување кои сме ние, кои се нашите моќи. Често пати луѓето не знаат кој сум јас, која е мојата животна мисија. Не знаат што сакаат и што треба да побараат од животот. Апсолутно, точно така, не знаат кој правец да го завземат, која професија да ја одберат, често се заглавени работат нешто од кое што не се задоволни. Се работи исто на проширување на свеста. И отворање на видиците, веројатно. Така, се случило да дојдат пациенти, ајде ќе ги наречам пациенти, или луѓе кои што воопшто ти кажале не ми оди ништо во животот, нити кариера, нити нели пронаоѓање на партнер, не знам какви здравствено не се чувствува добро, не енергично. Така, немаат енергија, имаат застој. Да, немаат енергија, секојдневно сме сите под голем стрес и притисок, не знаат како да си помогнат сами на себе си. Тука на Балканот ние сме еден интересни, нели, и ние македонците и околината, интересни луѓе, интересни народи, кои што доста сме заглавени во некои погрешни уверувања, погрешни програми за тоа што е животот, кој сме ние, како треба да живееме. Често пати во животот се трудиме нечии други очекувања да ги оствариме, а тоа не сме ние. И не сме среќни. И тонеме. Нашето битие бара нешто друго, нешто што нам не одговара, затоа што сите ние сме различни. На оваа планета и требаат луѓе од различни професии. Значи, не треба на професиите да гледаме дека нели одредени професии се пожелни, одредени не се, значи треба некој да знае да поправи кола, автомобил, некој треба да знае да меси леп, некој затоа што некој треба и да го храни. Така. Апсолутно. Така што тука е помошта во тој дел да се пронајде патот, да се освестат луѓето што им треба, да исто така јас ги учам и техники на самопомош. Значи, откако ќе завршим мојата работа со моите клиенти, да продолжат и понатака да научат како да ја одржуваат таа повисока вибрација. Сега нели секогаш во животот ни се случуваат одредени работи, ние не можеме, колку и да сакаме, не можеме секогаш да држиме високо поле, меѓутоа Што значи тоа? Тоа е како телефон да го наполниш наполнач. Како можеме тоа преку човекот да го разбереме кога велиме една ниска вибрација или ниска енергија, кога му фали, кога му треба помош, кога му треба поддршка?
Обично емоциите кои што се оние негативните, ајде така да се изразам, емоции кои што се тага, празнина, страф, жал, лутина, бес, тие ни носат ниски вибрации. Сега тешко е во ова денешно време, нели, да не ги чувствуваме тие емоции, и нормално е да ги чувствуваме. На сите ни се случува живот, на сите ни се случуваат одредени животни ситуации. Се доаѓа во животот и загуба, и добивка, и така, нели, многу е лошо, и загуба на личност кога имаме, меѓутоа и со тоа треба да се справиме. Така е, меѓутоа мора да сватиме дека на сите ни се случува живот и дека тој е животниот процес, нели, се раѓаме, живееме и одиме во некоја друга димензија. Ето така, одиме во други димензии. Тука ни помагаат, ги спомнавме на почетокот и Акаша записите, кои што се всушност едно енергетско поле, поле на свесност, на ментално ниво. Акаша записи најчесто се опишуваат и се споредуваат со библиотека, меѓутоа тоа не е физичко место, туку е место едно енергетско, каде што се записите за сите нас, за сите живи битија на планетата и пошироко, и таму се записите за нашите души, за нашите сегашни животи, паралелни животи, минати животи и идни животи. Кој ти е твојот најголем успех во смисла дошол човек со некоја траума, потреба и му имаш помогнато? Па има најразлични ситуации. Ние со моите клиенти работиме и се дисциплинирани, морам да кажам, сакаат да учат, кога ќе ги почувствуваат бенефитите после првите сеанси, сакаат да го задржат тоа ниво. Убаво име, веројатно, на висока вибрација. Апсолутно, затоа што Рики тоа е енергија на љубов. Тоа е една нежна енергија, топла енергија. А каруната пак е енергија која што работи на сочувствителноста, на емпатијата. И тоа се тие емоции што ние треба меѓу нас да ги шириме. Значи, треба таа љубов како меѓу човечки суштества, битија, и љубов спрема животните, спрема природата, спрема растенијата. Ние сме луѓето дел од природата, ние сме природата. Така што имало во праксата имам различни случаи, ситуации, од депресија, анксиозност, стравови, до такви ситуации како што спомена ти, нели, неможност да се најде партнер, па туку учиме исто како некои работи во животот да си ги изманифестираме. Ситуации кај што некои кармички програми, образци се провлекуваат низ семејствата, па кога ќе исцелиме кај одреден клиент и генерациите наназад. Има интересна случка со една клиентка, работевме со неја на некои аспекти и после неколку дена ми пријави дека во телефонски разговор со незината мајка, тоа што ние го освестивме за време на сеансите и на кои што работевме, незината мајка интуитивно го освестила, независно, нели, од комуникацијата со незината ќерка. И тоа беше интересен момент, затоа што преку нас ние ги исцелуваме и нашите предци и нашите идни генерации. Кога тие програми и образци ќе ги прекинеме, веќе не ги предаваме на нашите деца. Им предаваме некои многу поздрави уверувања, многу по-здрава енергија и веќе со тоа ги ослободуваме од тој терет кој што и со трансгенерацијските трауми, нели, ги
ги носиме со нас и ги предаваме генерацијски. Ти сето ова им го предаваш и на твоите деца и кога се ете настинати или нешто ги мачи, нели? Ти делуваш на нив со енергијата, со дланките, како им предаваш енергија и ги излекуваш. Само излекување. Така, да. Пример кај високи температури, често, овој период знаат да бидат болежливи. Реикито помага кај висока температура, кога ги мачи нешто, нели, бидејќи сите тие си имаат предизвици нивни, во животот, така што тука исто им помагам, кога се соочуваат со трема при настап или на училиште некои ситуации, некогаш се тажни затоа што нешто се случило, некогаш им треба помош при учење и тогаш отвараме третман и веќе имам во семејството најмалото. Моје дете е заинтересирано да биде историјки практичар. Тоа е интуитивно, како што кажавме, и нели една преградка може да даде многу енергија, добра мисла. Тоа ќе потенцирам. Ние често пати сме заглавени во некои програми на негативни размислувања и често пати тоа има влијание и на нашето физичко тело, на нашето емотивно тело. Мислам дека беше околу 70.000 мисли имаме во текот на денот, меѓутоа секој ден ние горе-долу истите мисли ги вртиме. Многу е важно да освестуваме. Што размислувам јас денеска? Зошто оваа мисла ми дојде? Зошто сега негативно сценарио си правам во сопствената глава? Како ова јас можам да го прекинам? Со самото тоа што ќе освестиме дека ние постојано размислуваме негативно, затоа што живееме во таков свет каде што многу брзо се менува начинот на живот, многу информации, многу негативност имаме. Мора да научиме да си ја штитиме сопствената енергија. Да направиме една аура. Така, аура која што нема да пропушта негативни работи, која што ќе дозволуваме само позитивни работи, затоа што тоа е свесен избор. Сите ние имаме избор. Наутро кога ќе се разбудиме, да си го направиме изборот. Дали денеска ќе повторно ќе имаме негативни мисли и во главата ќе вртиме негативни сценарија. Внимавај што помислуваш може и да ти се исполни. Зошто да не ми се исполнат убави работи? Бидејќи ги исполнивме 20 минути, вака, навистина брзо. Успеавме да ги запознаеме нашите гледачи со реики третманот, како може да се помогнат и дека може да ја научат таа техника и за самопомош. Останува во некоја наредна прилика, Фроса, да се видиме и за останатите третмани, да продискутираме и да ги известиме нашите гледачи како можат да си помогнат. Ти благодарам што утрово дојде во Алфа. Благодарам на поканата. Се гледаме. Благодарам и јас, ама предходно ве сакам, ве следев со големо внимание. 70.000 мисли ни се плеткаат во умот секој ден, како да ги сортираме, како да ги канализираме и како да ги промениме. Некогаш мислата е најголем тиранин, така нели, Фрос? Да, сами себе се мачиме, како што кажав, со освестување. Има многу техники кои што луѓето ги користат, позитивни афирмации, многу убава техника е запишување, водење дневник. Така што се она што ќе забележиме дека како програма или како образец ни се повторува, дали во секојдневното делување, дали во размислувањето, дали во емоциите, дали во создавањето на некакви сценарија, добро е тоа да го запишеме. Кога ќе имаме, малку е поинаку кога ќе го прочитаме на лист хартија и ќе ни биде како потсетник. Тоа е истата техника се користи и за
кога сакаме да си подобриме некои аспекти во животот, се запишување. или нешто да изманифестираме. Да. Обично се вели Така, тоа да. што го живееме денес е благодарение на нашите мисли вчера, а оно што Ете, ќе го така, живееме така. утре е благодарение на нашите мисли денес. Да. Затоа само позитивно и Позитивно интересна размислување, тема. позитивни емоции, да го слушаме својот внатрешен глас, нема да има проблем. така да ги правиме работите кои што не исполнуваат. Одлична тема за која што сум сигурна дека наскоро повторно Така ќе е. дискутираме или ќе дискутирате. Туку да ве прашам нешто во контекст на прилогот кој следи. Ги имате ли клучевите некаде поставено на некое специфично место, бидејќи постојат верувања дека клучевите... Секој втор ден, ако ми веруваш, ги барам. И во петокот исто така, се вратив до работа, излегов до кола, ти е набрава. Значи, тоа ми е тешка мака секојдневно. Бидејќи прилогот кој што следи ќе не информира за некакви верувања или некакви насоки за тоа каде е најдобро да ги поставиме клучевите за да привлечеме повеќе пари во домот. Јас со нетрпение гледам. Предпоставам дека се работи за фенг шуи техника, која што се занимава со уредувањето на домот, каде да ни стои мебелот, на која страна да биде свртен. И тоа е техника. Да, За така, внатрешното така. уредување.